да ви кажеме, смислен чекор за ова што се случува нели околу уставните измени. Внимавајте, ние последните 3 дена не може да исчитаме што се случува на економска сцена условно. Значи имате во 3 дена ребаланс на буџетот, одма веднаш тоа имате предлог за нов буџет и имате измеѓу нив криминално носење, шверцерско носење на закон во кој што ги изигрувате сите. Внимавајте, со овој закон сега вие ги изигрувате некои должници, односно се извинувам, кредитори во државава кои знаат дека секогаш кога позајмувате средства на нешто што е чедо на државата по било кој основ, значи мајка е државата како собственик, утре таа кажува дека можеби не гарантира за тој долг. Но да се вратиме на темата. Теоретски може да зборуваме за тоа стварно за секоја земја колку е нивото на јавниот долг, што таа може да го поднесе и што може економијата нејзина да поднесе, но имаме друга тема. Да предпоставиме дека е 60% нешто нивото од јавниот долг и 3% од дефицитот, кој што треба Македонија да се стреми, имајќи прво предвид дека Мастрихтскиот договор таков. Внимавајте, перверзијата на оваа влада со оваа уставна промена е следна. Од осамостојувањето до сега, од 93 година, од тие кризни години до сега, оваа влада прв пат го руши Мастрихтскиот договор со 3% дефицит, освен 2001 и 2002 кога ги знаеме што се случуваше. Во сите претходни години никогаш буџетскиот дефицит, номиналниот буџетски дефицит не бил над 3%. И оваа влада и тргна со тоа. Во сите своји експозеа кажуваше не бил под. Не бил над 3%. Над 3%. Освен 2001 и 2002. Не планиран тогаш. Не планирано заради вака. Ни една година од 93-та до 2012, значи за прв пат 2012 тој ја надмина 3%. Оваа влада го сруши тој критериум. И не само што го сруши, таа рече го сруши во годината во која беа исфрлени пратениците од парламентот. Тогаш прв пат, односно се извинувам, таа година 2012 ние надминавме 3,9. Минатата година отидовме, иако цело време се лажеше дека ќе биде испод 4,1 и ова година ја се сомневам дека ќе биде испод 4%. И сега таква влада една вели, вие сакате да и веруваме, како што велите вие, дека натаму има за желба да го ограничи буџетскиот дефицит. Тоа е перверзија. Ако одиме за јавниот долг, видете, самата еви да речеме дека е тоа ова уставна материја. Внимавајте, они се вадат на едно нешто дека некои од земјите во Европска унија го имаат во уставот, ќе ви објаснам на крај малце постручно и да не ве гушам со тоа, што тие имаат во уставот. Другите држави имаат нешто друго. Бидејќи видите, самиот устав, еви да речеме нека 6% е добро нешто да не се надмине. Нема ни еден механизам како вие да не стигнете до тоа. Што се случува? Значи ние дента кога ќе добиеме податоците дека е 60% надминат јавниот долг, што се случува утре дента? Прекршен е уставот, кој ја презема одговорноста и што понатаму, како ќе се вадите вие од таа приказна? Единствено нешто логично, што оваа влада нема да го направи, но да им кажеме што има во другите законодавства на оваа тема. Ќе извлечам многу кратко, само едно. Најдобар е примерот на Словачка, Полска е исто слична. Во 4 реченици ќе кажам што се случува таму. Таму во закон, во нивниот закон за фискална одговорност, најпрво, јавниот долг е дефиниран така како што е дефиниран во Европската унија. Тоа е првото. Второ, и они имаат таму дефинирано дека долгот не сме да надмине 60%, но пред тоа со закон имаат дефинирани уште 4 референтни стапки. Кај што правите вие кога ќе дојде 60%? Готово. Аквариумот се ствари, стана риблја чорба. Значи, имаат 4 референтни стапки. 50, 53, 55 и 57. И децидно во закон запишано што се случува. Кога ќе дојде јавниот долг, дента кога нивниот завод за институцијата за статистика ќе објави дека долгот е 50%, јавниот долг е 50% од бруто домашниот производ. Министерот за финансии веднаш мора да има експозе во кое што ќе каже зошто се случило тоа и кои мерки ќе ги превземе. Тоа е најблагиот момент. Кога ќе отиде 53% од бруто домашниот производ, во законот стои обавезно, ова не ми е може малце ќе сгресам што зброите, обавезно сманување на платите во државниот сектор. На ниво од претходната година доколку биле помали претходната година. Ако не биле помали претходната година, значи ги намалувате по дефолт.
Значи задолжително намалување веднаш од претходната година на платите. Веднаш дента, значи утре дента се носи таа одлука која ќе добиете од статистика дека долгот ви е 53%. Одиве наредната скала, 55% кога е. Вели да се замрзнува. Веднаш се замрзнуваат јавните расходи најмногу на нивото од претходната година. Ништо повеќе од тоа. Значи се замрзнуваат и не смеат да надминат она што било од претходната година.